Ми представува особена чест и задоволство да се обратам на отварањето на конференцијата на Уставниот суд во соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка, а посветена на можностите за воведување на уставната тужба во уставноправниот поредок на државата. Според мене, додадена вредност на оваа конференција е незиниот меѓународен карактер, што представува одлична можност за размена на искуства на нашите судии и експерти од науката и практиката со нивните колеги од регионот, односно од уставните судови на Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Нашиот уставен суд има долга традиција која датира уште од времето на нашиот државно-правен развој во поранешна Југославија. Уставниот суд за прв пат беше воведен во правниот поредок со уставот на тогашната Социјалистичка република Македонија во 1963 година, за следната 64-та година да започне со својата работа. Во оваа прилика дозволете однапред да ви го честитам престојниот 60 годишен јубилеј. Овој факт го споменувам бидејќи воведувањето на уставното судство беше редок и невообичаен чекор во еден еднопартиски социјалистички систем, како што имавме во поранешна Југославија, што несомнено представуваше позитивен чекор во намалување на политичкиот волунтаризам и ставање во правни рамки на доминацијата на тогашната владеачка политичка номенклатура. Со уставот од 91-та Уставниот суд продолжи да функционира, но во значително променети околности на независна држава со демократско политичко уредување. Во таа смисла, работата и одлуките на тогашните состави на Уставниот суд беа исклучително важна гаранција дека транзицијата кон демократско и плурално општество, кое почива врз начелата на владење на правото, заштита на човековите права и слободи, поделбата на власта и пазарната економија, ќе се одвива во рамката предвидена со новиот устав. Доволно е да се подсетиме дека Македонија никогаш во својата историја до 91-та немала демократско искуство, за да ни стане јасно колкава беше одговорноста на тогашните судии. Според моје убедување, Уставниот суд и неговите судии во тие клучни периоди од изградбата на државата и на новиот демократски систем успешно се носеа со товарот на времето, зашто сакам да им одадам признание и да им се заблагодарам за нивната работа. Времето во кое сега живееме, од аспекта на проблемите што се поставени пред нас, не може да биде оценето како многу поповолно во однос на ситуацијата од пред 30 на години. Несомнените успеси во изградбата на државата и незиното меѓународно етаблирање денес, за жал, паѓаат често во сенка поради сериозните недостатоци во функционирањето на правната држава. Овие проблеми не само што се клучен елемент во извештаите за нашиот напредок во европските интеграции и тема во јавноста, туку далеку поважно, според сите истражувања на јавното мислење, се и клучен приоритет на граѓаните покрај нивната социјо-економска положба. Недостатоци се забележуваат во функционирањето на судството во целина, во работата на судскиот совет, справувањето со организираниот криминал и високата корупција, пристапот до правда, судењето во разумен рок, заштитата од дискриминација, а во одредени случаи и со уставноста на законите што ги носи собранието. Сето тоа влијае врз јавната перцепција и граѓанското незадоволство од функционирањето на државата и незините институции. Затоа сакам и од ова место да порачам дека проблемот на правната држава е клучен државен приоритет, а од успехот или неуспехот конечно да ги спроведеме неопходните реформи ќе зависат многу процеси врзани со натамошниот развој на земјата. Во овој контекст, исклучително значаен сегмент во реформите е и понатамошниот развој и работата на Уставниот суд. Почитувани учесници на конференцијата, вистинското значење на Уставниот суд го почувствува секој граѓанин на државата во скорешното минато, односно во време на пандемијата на COVID-19. Во ситуација без преседан во скорешната историја и кај нас, но и на глобално ниво, нашите институции се најдоа пред предизвикот како да се управува со државата во битка со вирус за кој во тоа време многу малку знаевме и од чии последици, за жал, починаа голем број наши сограѓани. Во оваа прилика сакам да кажам дека и за мене лично тие моменти беа исклучително тешки,
не само од здравствен аспект, туку и од аспект на уставноста на одлуките што мораше да бидат донесени. Во состојба на нефункционален парламент и влада во технички мандат, моравме да делуваме на начин кој од една страна ќе го обезбеди функционирањето на институциите, а од друга, ограничувањето на правата и слободите на граѓаните ќе ги лимитира само на нужната потреба. Одлуките за воредна состојба за прв пат во нашата уставно-правна историја не беа нималку лесни одлуки за носење, за мене не само како председател, туку и како правник по струка и демократ по убедување. Тие беа нужната основа за носење на уредбите со законска сила од страна на владата, за да се обезбеди работата на институциите и во такви услови. Во новонастанатата ситуација, Уставниот суд одлучи да има активна и конструктивна улога. Вашите одлуки во однос на одлуките за воредната состојба, но и во однос на уредбите со законска сила, бе од непроценлива важност за нас, носителите на власта, во политичките институции. Тие беа задолжителна насока за нашето действување и исклучително важни за довербата на граѓаните дека политичката власт мора да се движи во рамките на Уставот и демократскиот поредок. Поаѓајќи од ова искуство, дозволете ми да отидам чекор подалеку и да се вклучам во дискусијата за иднината на нашето уставно судство. Сметам дека во иднина Уставниот суд треба уште поактивно да се профилира како заштитник на човековите права и слободи. Еден начин, што е тема и на оваа конференција денес, се измените во Уставот и воведување на уставната тужба како правно средство за заштита на правата и слободите. Сакам без резерва да ја поддржам ова ваша иницијатива. Уставната тужба е потврдено ефикасно средство, а најдобар пример за тоа е токму практиката на Уставниот суд на Сојузна Република Германија, чии одлуки се инспирација за многу правници кои работат во оваа област. Иако досега постоеа повеќе иницијативи за измена на Уставот во оваа насока, за жал цела серија парламентарни состави не собраа сила тоа да го направат, а дискусиите за измена на Уставот со цел воведување на уставната тужба завршуваа во партиско-политички пазарења и надмудрувања за сосема други прашања кои нема никаква врска со темата. Се надевам дека во скора иднина и политичката, освен стручната јавност, ќе ја разбере важноста за воведување на уставната тужба како важен сегмент во реформите и чекор кон зајакнување на системот за заштита на човековите права и слободи. Се разбира во услови на непостоење на категоријата на уставна тужба во нашиот поредок, Уставниот суд има можност, уште повеќе, да ја афирмира својата улога на заштитник на човековите права и слободи и во постојните рамки. Тука пред се мислам на вашата надлежност за постапување по барањата за заштита на слободите и правата, а особено во заштитата од дискриминација. Имајќи предвид дека основите и стандардите за заштита од дискриминација се значајно проширени во Европската Унија, што најде свој одраз и во нашиот закон за заштита од дискриминација, сметам дека Уставниот суд може уште по-проактивно да се постави во оваа сфера и со оглед на уставно загарантираната независност во неговата работа, самиот да постави нови стандарди. На тој начин и во отсуство на уставни измени, Уставниот суд ќе добие квалитативна нова положба и улога во заштитата на правата и слободите. Без сомнение, евентуалниот развој во оваа насока ќе биде корисен и за другите судови, но и непосредно за граѓаните. Почитувани, на крајот од моето обраќање, сакам уште еднаш да ве уверам во мојата поддршка за зајакнување на улогата на Уставниот суд како заштитник на правата и слободите. Ви посакувам плодна дискусија и предлози за кои се надевам дека ќе бидат имплементирани во скора иднина. Благодарам.